Добар ден. Еве на 31 година после формирањето на првиот комитет на МААК овде во Прилеп, го возобновуваме комитетот, го возобновуваме со луѓе кои и тогаш беа членови на партијата, но и со нови луѓе, со млади луѓе, со луѓе кои ќе знаат да се борат за интересите на Македонија, затоа што државава денес ни се наоѓа во исклучително катастрофална ситуација и идеите на МААК, заложбите на МААК и онда се што МААК значи како првоформирана политичка партија, патриотска, национална и конзервативна во Република Македонија се уште како потребни. Многу накусо ќе ја објаснам состојбата во која се наоѓа Македонија. Во моментов се одвиваат два паралелни процеси. Првиот процес е процес на пауперизација, односно на осиромашување или целосно осиромашување на македонското општество. Вториот процес е процес на плутократија или владење на богатите. Во овој момент во Република Македонија доаѓа до исклучително богатење на еден грст луѓе и до целосно осиромашување на македонското општество. Таквото целосно осиромашување македонското општество го прави неотпорно на националните катастрофи кои ни се случуваат, а националните катастрофи се промената на името, промената на идентитетот, договорите со Атина и со Софија, тиранската платформа и се она што значи бришење на македонското постоење, на македонскиот идентитет, на македонската историја, наспроти дуизацијата која се случува во Република Македонија, односно формирањето на паралелна влада на ДУИ, влегување на ДУИ во сите институции на системот и она што на крајот би требало да дојде федерализација на Република Македонија и не дај Боже на нејзин распад. Во тоа име го формираме, го возобновуваме комитетот на МААК овде во Прилеп, за да прилепчани имаат можност да пронајдат политичка опција преку која ќе можат се тоа да го спречат и да ја помогнеме на државата, да ја помогнеме на татковината во ова време, не време кога македонците го живеат најтешкиот дел од својата историја. Некаде пред појавата на короната имавме една офанзива и формиравме или возобновивме 40 комитети. Еве една година како заради појавата на короната бевме малку во затишје, меѓутоа новата пролетна офанзива ја почнуваме од Прилеп. Јас морам да ви кажам дека како прилепчанец малку и чекав, сакам во Прилеп, во мојот роден град, да имам вистински здрав комитет со вистински здрави луѓе, за да не мораме да го реформираме, да го правиме одново и така натаму и така натаму. Јас лично сакам Прилеп, комитетот на МААК во Прилеп да биде еден од најуспешните. Ние се уште се наоѓаме во коалицијата за обнова на Македонија, во коалицијата со ВМРО ДПМН. Предстојат пред нас разговори и преговори околу тоа како ќе се настапува на локалните избори. Доколку верувам дека ќе најдеме заеднички јазик, тогаш ќе одиме со заеднички кандидати во кои МААК ќе партиципира со своји кандидати онаму каде што ќе пројавиме моќ и ќе пројавиме ситуација дека можеме да бидеме носители на кандидатските листи. Доколку не успееме, тогаш ќе одиме со самостојни кандидати и верувам дека и така и онака ќе имаме успех. Меѓутоа, лично ако ме прашувате мене, сметам дека е многу подобро да се оди со заеднички кандидати, за да не ја ситниме опозицијата во ова време кога на Македонија и е потребно националното обединување. Видете, јас сум човек кој го знаат дека не коментира дневни политики, ниту го интересираат дневните политики. Мене ме интересира повеќе геостратешките и геополитичките односи во кои се наоѓа светот, за да можеме да го најдеме местото на Македонија и да бродот наречен Македонија, да можеме да го кормилариме по мирно море, за да стасаме онаму каде што сакаме. Но, ќе искоментирам, бидејќи се е ова, како на времето лепи игри, забава за народ, која забава за народ на крај ќе се претвори, сакам искрено да верувам дека таа забава за народот на крај ќе се претвори во вистинска правда во Република Македонија. Тоа ќе рече вистинска правда значи кога ќе бидат осудени и кога пред лицето на правдата ќе се најдат сите оние кои ја наштетиле на оваа држава, без разлика на нивната партиска припадност, без разлика дали се од минатата или од сегашната власт. Тоа ќе рече вистинската правда може да дојде само во моментот кога пред лицето на правдата, покрај Сашо Мијалков, ќе се најде и Зоран Заев и ќе се најдат сите оние кои извршија велепредавство на Република Македонија. И само уште едно прашање, 15 луѓе се затвор, осудени за тероризам, а вамо имаме некоја друга состојба.
што правиме со тие луѓе како Марк, вие како го имаме ви презре може би некои мерки и таа правда да се изтера. Ставот на Марк за тие луѓе е повеќе од јасен. Ставот на Марк за тие луѓе е дека тие на вистина застанаа во одбрана напротив уставното, незаконското воспоставување на ново парламентарно мнозинство и парламентарно мнозинство кое успеа потоа да ги направи сите овие злосторства врз сопствената татковина. Тоа ќе рече тие луѓе ги сметаме за невини, ги сметаме за луѓе кои заедно со останатиот дел од македонскиот народ кој се наоѓаше во тоа собрание, само сакаше да застане наспроти незаконитоста, наспроти неуставноста. Од тука, јас искрено верувам дека една нова власт која ќе дојде, а таа нова власт ќе дојде многу скоро, бидејќи владата на Заев не може да трае повеќе од 2, 3 или 6 месеци, искрено верувам дека македонското правосудство ќе се одважи и ќе она што го реков, ќе ја најде правдата за сите, виновните да бидат виновни, а невините да бидат невини. Тоа ќе рече, оние кои се невини да бидат ослободени, а оние кои се виновни да си го најдат местото зад решетките. Очекувате ли дека имат привремени парламентарни? Задолжително, нема што да очекуваме, веќе сите гледаме, државата не ни е функционална. Државата не функционира, јас во една прилика реков, ние можеме сега 100 дена оваа влада да ја пуштиме на годишен одмор, државата ќе функционира потполно исто како таа влада да постои. Тоа ќе рече, Република Македонија е нефункционална, сведоци сме и со здравствениот систем, сведоци сме со правосудниот систем, сведоци сме со пропаѓањето на банкарскиот систем, доколку сакате, тоа ќе рече дека час поскоро мора да падне оваа влада, мора да се преземат некои мерки за да ја вратиме државата во нормала. Инаку, доколку продолжи оваа влада да го истера целиот свој мандат, државата ќе отиде во банкрот и државата веќе ќе ја нема.